Валандово е познато најпрво по добрите луѓе, по питомиот народ. Познато е по тоа што имаме многу јапонски јаболки и калинки, имаме култури кои што ги нема на друго место во Македонија. Ние сме некако баш по тоа препознатливи по калинките и по јапонските јаболки и нормално. Ние сме родното место на претседателот на државата. Така да не е мала работа тоа. Димче Балески е земјоделец од Валандово. Најмногу одгледува јапонско јаболко. Бил активен во борбата против отворањето на рудникот Казандол, бидејќи смета дека тоа ќе го загрози неговото органско производство. Таа битка вели дека сега ја продолжува во општинскиот совет како советник од партијата на Зелените дом. Тешко го состави одговорот кога го прашавме каде ја гледа перспективата на Валандово. Ѓавол да го земе. Сабајле со утринското кафе читав еден надпис за земјоделието во Албанија. Тоа ме интересира. Земјоделието во Албанија после влезот на Албанија во НАТО. Мислам, она што го прочитав не ми дава поинаку да размислам, освен дај што побрзо да влеземе во тоа НАТО, затоа што ќе ни се отварат многу патишта, ќе ни се отварат. Со ова ќе ви одговорам и на претходното за иднината на Валандово. Единствениот начин да одиме напред ние тоа, да успешно да го поминеме тој референдум, да влеземе под чадорот на НАТО и да ни се створат сите услови за влез во Европска Унија. Валандово пред една година на локалниот референдум им кажа не на рудниците. Иако потребниот цензус не беше достигнат, повеќето од тие што излегоа гласаа против, а владата го раскина договорот со компанијата поради неисполнување на обврските. На локалитетот Казандол сега нема никакви активности. Предстојниот референдум за договорот со Грција на валандовчани ќе им биде втор во една година. Се мислам дека Валандово ќе излезе повеќе луѓе и референдум тук ќе успее. Зошто мислите така? Па тоа е един излез за Македонија. Нема да испаднат да гласаме. Ево, моите сите нема да испаднат. Сите, и кумшии нема да испаднат, и сите нема да испаднат. Зошто? Зошто ти не гледаме напредија. Не са толкова информирани още граѓаните. Што знам каков став ќе донесат. Има и за, има и против, има и воздржани. Има и разен народ. Некои истражувања на јавното мислење покажаа дека само неколку проценти од македонските граѓани го прочитале договорот со Грција. Тоа го потврди и нашата локална анкета. Договорот со Грција го имате ли прочитана? Не. Па како судите дали е добар или лош? Јас кога судам, гледам новинарите што се говорат. Секој вечер новинарите кажуваат. Договорот они го кријат, ние не го знаеме. Тие го знаат, тие 5-6 човека што се овладат. Сте го прочитале договорот? Сте се информирале што содржи? Ние се знаеме за тоа, информирани сме тоа. Знаеме дека подобро ќе биде него ли сега што е. Ако одиме во Европска Унија, подобро ќе биде сигурно. Не сме прочитали, само знаеме од имало 5-6 точки, колку точки има таму. 20 точки ви 20, на телевизија се ќе видиш. Лично немам потреба од било какво читање. Тогаш како донесувате суд за договорот? Суд донесувам од основа на актуелниот премиер, кој се колни во било што дека треба некој да е луд, а истото го делам јас денес, само никогаш нема да го сменам мојот став, дека треба да е некој луд да посегне да го промени името на државата. Многумина за својот познат сограѓанин, председателот Ѓорѓе Иванов, имаат убави зборови, иако не сите го делат неговиот став дека договорот со Грција е штетен за државата. Се уговаре, али не може како поединечно, он не може да го прави. Треба сите китки да испаднат, една китка пролет не бива. Не го делите со него став. Неговото мислење ние не може да го делиме со граѓаните. Граѓаните друго мислат, председател друго мисли. Валандовчани не знаат колку жители сега има нивниот град. Знаат само дека бројот е и повеќе од преполовен. 23 годишниот Драган Митев беше единствениот наш помлад соговорник. Тој е туризмолог и не е вработен. Многумина негови врсници си заминале од земјава. Да се вработиме, да најдеме работа. Тука не е баш едноставна работата за млад човек. Не знам, може ќе се бара решение и за во странство. Едноставен начин е бугарски пасош, како и сите млади. Ајде, ќе видиме, има и други начини. И Митев се борел за да успее референдумот за рудниците, но за овој со името вели дека е многу покомплицирано прашање. Генерално тоа е доста чувствително прашање, значи сензитивно. И од една страна е тоа, од друга страна мислам дека и нема алтернатива.
правецот е тој. Да одеме напред, сите бараме подобро иднина. Муртино. Село во Струмичко со околу 2000 жители, кои имаат една главна преокупација. Муртино познато најработлив народ, ама нема пари. Треба нашите министри да најдат пласман. Ја сега фабриката, таа е индустријски пипеа. А треба да биде загарантирано, да го взимат 25 динара. А цената е катастрофа. Откуп почна од 18 динара и за една недела на 15. Муртинското поле е преполно со пластеници под кои најмногу има пиперка. Но дали полската работа и целата земјоделска мака им остава доволно време на овдешните жители да се информираат за престојниот референдум? Оно дават на телевизор, дават на вест, ама кој да го слуша телевизор? Немам слободно време да уморам се ти цел ден на гледаш еден саат, два да легнеш повеќе да си одмораш, па не да управиме кој шо жали как е и шо ке, разбираш. Ние и да влеземе во Европска унија, кога ќе влеземе после 10 години, нема да влеземе утре. Најрано да одат секак што треба работите, значи 2025. А до тога и не мислам веќе, ние сме меѓу последните генерации што работиме земјоделие. Това нека му биде јасно на секој. Още се размисливаме, ќе видиме кога ќе излеземе на гласање. 66 годишниот Танчо Донев оди дома малку да се одмори, а попладнето повторно в нива да наводнува. Дали вие како еден обичен граѓанин сте го прочитале договорот со Грција? Дали знаете за што се работи? Не сум го прочитал, ама што слушам, јас не сум за ими да се осменам. Пример, имам се еден кум, јас и друг кум да ми турат. А за влез во НАТО и Европска унија? Арно, ама... Нашата, как да ти кажам, апашка држава. Даниел Паланков имал околу 2 хектари под оранжерии со пиперка, но вели дека ова му е последна година како земјоделец. Со семејството заминува во странство. Како на филм е многу интересно, дека кој ќе влеземе во НАТО, пазарите ќе се отворат, не знам што ќе биде. Значи ние и сега во сите НАТО или европски земји продаваме со 1%. Меѓутоа ништо не се продава. Не верувајќи во подобра иднина, Паланков вели дека ќе го бойкотира референдумот. Искрено ќе го бойкотирам, бидејќи значи да, НАТО, ама не по тие услови. Тоа е спротивно на ставовите кои што ги има премиерот, а тој потекнува токму од ова село. Па сега тоа е. Сега он си има свој став, ама јас не сум убеден во тоа, дека тоа е патот и иднината на Македонија. Сите ги познаваат премиерот Зоран Заев и неговото семејство и не кријат дека се надеваат на него. Ама шо, не е само до него. Значи това е уназад многу години веќе така и не може да се решава за една година или две кој сте на премиер. Премиерот ни од Муртино, ма и он не може да помогне. Помага човеко, ама према неговите можности. Повикот за петочната молитва не е единствената причина поради која стивнува метежот во гостиварско Форино. Слично како и од Муртино и Валандово, и одовде многумина се иселиле. Партичните си пшат гурбетливе Форина нивет. Се ме буцин вечка парфундома. Фунди и каерт. То дел на ора 56 nuk ka asnjë njeri. Krejt në Gjermani. 96-7%, да не кажем, си да печалджи. 25 vjet. E ne kom dëshirë që të buhet e që të kemë të kontribuojmë vendin tip. Se këshone nuk shko. Улиците во Форино во овој период полека се празнат. И селениците кои цело лето го поминале овде, веќе си заминуваат. Но слушнавме и за една малку поинаква приказна. Бекрие Јупи со години работел во Швајцарија. Во 2002 година решил бизнисот да го донесе во родното Форино. Од тогаш ја има оваа работилница и вели дека добро му оди. Кај материјали през Вицре, има там киме и баш понимени фир. Крет пријатја и бим, маса нек тон джерава се чвардан джире. Вери таш кшо продим то Македорино кадо, там јам и ветми.
Лек пунка, вериташ ми каче. ЕЈУПИ се надева на многу придобивки за неговиот бизнис кога земјава би влегла во НАТО и Европската Унија. A keni lexu, do me thonë, marrëveshjen që e ka arrit Maqedonia me Greqinë? Jo, se kam lexuar, ama referendum do dal. Референдумот за името во Форино е сватен како референдум за подобра иднина. Многумина живееле или работеле во странство, па сакаат и Македонија да биде како тие држави. Unë për veti plotësisht thëmë që po, do të dalë. Dhe ka të ndara qatë mendimi ka. Se edhe nëse im në Bashkim Evropian nuk dibim njerëzit pi Zvicre këto. Që këto njerëz i na prap, duhet ta ndryshojmë mentalitetin e punës dhe sende tjera, dhe duhet ketë më shumë investime. Јас лично ќе гласам да. За. Зошто? Прво, ни на македонци не му пречи тоа име, ни на албанци. Ретко и невообичаено, но и во Форино има такви кои не го даваат името. Më rëndër se Maqedonia si ta hupje emnin edhe ju hopën krejt. Председателот и премиерот одамна се иселени од родните места, но собранискиот спикер Талат Џафери не го остава Форино и секое утро од семејната куќа во ова село тргнува на работа за Скопје. Така е и ова утро. Соселаните на Џафери се горди на непознатата личност од Форино. Тој е првиот албанец на таа функција и повеќето сметаат дека добро си ја врши работата. Shumë jemi të lavdëruar dhe në mënyrën, në aspektin e saj. Qa mendon për Talat Xhaferin ti si forinos? Po nuk e di, nuk kam shumë kontakt me atë, ajo i angazhohet me punë tjera, po duket njeri i mirë, po nuk e di. Qa kime na thonë disha për kryetarin? Thoma e ka meritu për të bë kryetar. 80-тината километри што секојдневно ги поминува од Форино до парламентот во Скопје се многу помал предизвик за Талат Џафери, за разлика од 80 гласа што ќе треба да се обезбедат во парламентот по референдумот за договорот со Грција да добие конечна верификација.